На само 10 дена од стартот на новата откупна кампања на грозјето, македонските лозари со старите проблеми обвинуваат дека повторно се излажани и комплетно изигнорирани од сите надлежни фактори. Иако им било ветено, сепак досега ниту некој ги викнал, ниту пак со некого се договориле околу престојниот откуп и формирањето на откупните цени на грозјето. Ни еден од министрите нема слух да седиме на маса и да разговараме онака машки како што треба. Имаме направено допис на 27.1. до Министерството за земјоделие. Бараме состанок и утврдување на цени на килограм гроздје и други работи. На 21.1. имаме втор допис, немаме одговор. На 19.8. имаме преддопис, немаме одговор. Средба да се утврде цена на чинење на килограм гроздје. Бараме заштитна цена на килограм гроздје, која не смее да биде пониска од 8 динара. На Смедеревката 11 динара, на Враницот 13 динара, а од владата бараме да ни дадат 5 динара по кило субвенција. Со сериозни проблеми годинава се соочуваат и новите лозари. Велат дека никој од винариите не сакал да склучи договор со нив за откуп на грозјето. Сум пробал во сите винари, не во Сковин, не во Тиквеш, не во Маркудов, никој договор не ни прави. Значи ние сме изфрлени од државата фактички, како да не постоиме. Парите дадовме за лозје, за препарати, а сега лозјето што ќе му правиме? Сет ирод ќе го одесам пред Заев, пред куќата, пред негота. Во Струмица ќе му го носам. Годинава се очекува родот на грозјето да тежи околу 90 милиони килограми грозје, што е за 30 милиони килограми повеќе од лани. Лозарите бараат вишокот на грозје да го откупи државата по цени кои ќе бидат прифатливи за нив. Во спротивно, велат дека ќе го истурат родот по улиците. А со сила ни не треба да правиме проблеми, после ни препишуваат па политика. Таа цена не е променета. 30 години. Во една таква ситуација ни дадат 8 динара не го берим, некој остане на нивото. Доколку не се испочитуваат нивните барања за итна средба со новиот министер за земјоделие и со представниците на винариите, во рок од една недела се закануваат со граѓанска непослушност, односно со блокада на патиштата низ Тиквешијата, но и на винариите кои ќе сакаат да ја турнат цената.